Почитувани, добар ден и добре дојдовте на пресконференцијата на која ќе бидат презентирани резултатите и компаниите кои добија поддршка на јавниот повик за кофинансирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од COVID-19. Јавниот повик беше спроведен со цел да се обезбеди финансиска поддршка за технолошки развој на предпријатија и приватни здравствени установи за полесно справување со економските последици предизвикани од коронавирусот. На денешната пресконференција ќе ви се обратат заменик председателот на владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции Фатмир Битики и директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски. Го поканувам вице-премиерот Битики да ви се обрати прв. Повелете. Благодарам. Почитувани, здравствената и социоекономската криза предизвикана од коронавирусот влијаеше на економските движења во целиот свет, секако и на нашата домашна економија. Во време кога налагаше итна реакција, владата на Република Северна Македонија креираше 3 сета на мерки за чија реализација се резервирани околу 550 милиони евра или 5% од бруто домашниот производ. Мерки кои беа навремени и сеопфатни за настопанството и граѓаните им понудат поддршка во справување со кризата. Дозволете ми да подсетам дека во почетните месеци од кризата, кога се спроведува првите 2 сета мерки, кога имаше многу непознати и бевме во состојба на голема непредвидливост, беа понудени мерки кои беа добро димензионирани за да успееме да ја задржиме ликвидноста на компаниите и да задржиме што е можно поголем број на работни места. Оваа влада при креирањето на претходните 3 пакети се водеше по начелото на социјална правда и солидарност, а така ќе продолжиме и понатаму, со креирање на политики и мерки кого никого не оставаат сам. Помош и поддршка ќе добие секој кому му е најпотребно. Од првиот ден на конституирањето на владата, посветено работиме на креирање на нов сет економски мерки. Одржавме низа состаноци, работни средби и координации со сите чинители на економскиот живот во земјава, за да креираме мерки кои одговарат на реалните потреби на стопанството. Набрзо, новиот сет на мерки ќе биде презентиран и достапен. Дозволете ми да направам еден пресек на реализација на мерките до сега. Со бескаматната кредитна линија COVID-1 преку Развојната банка, во стопанството вбризгавме свежи финансиски средства од 5 милиони евра на оние компании од најпогодените сектори: туризмот, угостителството и транспортот на патници. За оваа бескаматна кредитна линија беа одобрени 737 кредитни апликации на компании кои вработуваат 6509 лица. Развојната банка пласираше и кредитна линија COVID-2 во износ од 8 милиони евра која беше наменета за сите дејности. Преку оваа кредитна линија вкупно се одобрени 639 кредитни апликации на домашни компании кои вработуваат 11.325 лица. Компаниите од овие сектори, но и сите други кои бележеа загуби, ја искористија поддршката за исплата на минималната плата од 14.500 денари по вработен, при што просечно во трите најкритични месеци, април, мај и јуни, беа поддржани околу 20.000 компании со околу 120.000 вработени. Тука беа и голем број на, да ги наречам, меки мерки, за кои исто така имам фидбек од стопанството дека дале позитивен ефект. Намалување на референтната стапка на комерцијални кредити од Народната банка на Република Северна Македонија, одложена исплата на ратите за кредити од комерцијалните банки за граѓаните, одложено плаќање на даноци за фирмите, кои го намалија секако притисокот врз компаниите. Како дел од третиот сет на мерки беа и платежните картички за невработени лица, лица со ниски приходи и учениците и студентите, како и ваучерите за туризам, со кои директно влијаевме на зголемување на приватната потрошувачка и помош и заживување на најпогодените сектори угостителството и туризмот. Вкупно изработени беа 309.000 картички во вредност од 26,8 милиони евра. Од нив 113.000 картички за невработени и приматели на социјална помош поддршка изразена преку 16,5 милиони евра.
111.000 картички за вработени со ниски примања, во вредност од преку 5,4 милиони евра. 81.000 картичка за млади, подршка преку 4 милиони евра. И 4.000 картички за здравствени работници, подршка изразена преку 900.000 евра. Дополнително, 117.000 граѓани добија ваучери за туризам во вкупна вредност од околу 12 милиони евра со цел да ги се подржи домашниот туризам. Почитувани сограѓани, мерките од третиот сет се уште се спроведуваат и нивната цел е да се зачуваат работните места на граѓаните, обезбедат дополнителен развој, да им помогнат на компаниите да се вратат на патеките на раст и проширување на нивните капацитети. Денес имам задоволство, заедно со директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, господинот Јован Деспотовски, да објавам за окружување на една од мерките од третиот сет. Станува збор за инструментот за подршка за кофинансирани грантови за брзо прилагодување од COVID-19 кој го спроведе фондот. Преку овој инструмент се обезбеди финансиска подршка за технолошки развој на предпријатијата и приватните здравствени установи за надминување на последиците од COVID-19 со цел предпријатијата погодени од моменталната состојба да воведат нови методи и технологии во своето работење, како и мерки за заштита на здравјето на вработените и клиентите, за да можат да одржат задоволително ниво на продуктивност, генерирање на приходи преку нови канали на продажба и воведување на нови производи или услуги. Преку овој модел, ФИТР обезбедува подршка до 70% од вкупниот буџет на проектот, но не повеќе од 3 милиони денари. Вкупниот број на компании кои аплицирале на повикот се 166, а одобрени предлог проекти по финалната селекција се 87. Повеќе информации за самиот процес од објавување на јавниот повик до финалната селекција ќе ви даде директорот Деспотовски. Износот на инвестицијскиот циклус за реализација на сите овие 87 проекти изнесува приближно 3 милиони евра, од кои побарани средства од ФИТР се во висина од 1,7 милиони евра, а средства од сопствено конфинансирање се 1,3 милиони евра. Преку овој инструмент ја потикнуваме иновативноста и креативноста на компаниите и очекуваме тие да ја препознаат можноста за трансформација, брзо да реагираат, да се прилагодат на новите услови и најбрзо можно да се вратат на патеките на успехот. Ме радува тоа што од вкупниот број на одобрени проекти, според големината, најголемиот дел, или околу 60% се мали предпријатија, 33% се микрофирми и 7% од компаниите се со средна големина. Само преку овој инструмент даваме подршка на 1296 работни места. Или толку вкупно луѓе се вработени во компаниите кои ќе добијат подршка. Сакам секој едно работно место, секој еден човек кој стои за тоа работно место ни е подеднаков важен. На крај, сакам само да порачам на сите граѓани, на целото стопанство. Ние сме вашите партнери. До сега се справувавме со кризата заедно, а така ќе продолжиме и понатаму. Ви благодарам. Ви благодарам, а сега го поканувам да ви се обрати директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски. Повелете. Благодарам. Благодарам и на вице-премиерот за воведниот дел и за убавите зборови во делот на реализацијата на инструментот. Значи, мерката за технолошки развој за брзо прилагодување се реализира во рамки на третиот пакет, кој што го усвои владата некаде во мај. Јавниот повик го реализиравме во периодот 29 мај до 3 јули. Критериумите за доделување на средства, како и секогаш, се однапред познати, значи степен на технолошки напредок, капацитет на проектен тим, квалитет на проектот. И во делот на влијанието, оно што беше многу важно, се обидовме покрај делот на заздравување да дадеме малку поттик и на компаниите кои што работат во делот на помалку развиените плански региони и компаниите кои што се раководени или се во собственост на жени.
она што ќе го презентирам сега како резултати, покажува дека и овие мерки за поттикнување и на рамномерниот регионален развој, меѓутоа и на поголемо вклучување на жените предприемачи во процесот на економско заздравување на домашната економија веќе дава своји резултати. Како што спомена вице-премиерот, вкупниот инвестициски циклус кој што го започнуваме со оваа мерка е некаде околу 3 милиони евра. Она што е исклучително многу важно е што повторно се покажува, како и низ останатите програми на Фондот за иновации и технолошки развој, дека домашните компании, особено на здраво јадро. Јас ќе потсетам дека еден од критериумите за аплицирање беше да компанијата работи. Односно работи со загуба во претходните 2 години од функционирање. Тоа значи дека го таргетиравме на здраво јадро на домашната економија, кое што повторно се покажува дека и со бројките на обезбедени средства, дека има капацитет да обезбеди собствено финансирање во самите проекти. Така што овие 3 милиони евра со кои што почнуваат инвестициски циклуси во приватниот сектор, 1,7 милиони се средства на фондот, односно на владата, меѓутоа 1,3 милиони, со 43% се средства кои што компаниите самите ги обезбедуваат. Тоа покажува само дека компаниите не трчаат за бесплатни средства, туку имаат и верба, и капацитет, и очигледно желба да вложат и собствени средства во процесот на економско заздравување. Тој тренд, односно таа нивна желба и таа нивна намера ќе продолжиме да ја поддржуваме и понатаму. Во делот на аналитиката според апликациите, јас само ќе потсетам дека за првиот циклус, во рамки на првиот циклус пристигна 166 апликации, меѓутоа над 2000 компании подигна апликациски формулари, така што очекувам дека во следните инвестициски циклуси, кои што ќе ги најавам на крајот на излагањето денеска, добар дел од овие 2000 компании ќе достават своји инвестициски планови, кои што верувам дека се или во фаза на подготовка или на компаниите им треба, веројатно дополнително охрабрување за од периодот на преживување да влезат во една фаза на заздравување на инвестиции. Така што 166 апликацијски пакети кои што пристигна, во прва фаза одобрени со 87, меѓутоа од сите оние компании 123 кои што влегува во финалната фаза, на моје барање како директор, Комитетот за одобрување на инвестиции достави своји коментари до останатите 30, односно 35, кои што ќе имаат рок до крајот на овој месец да достават своји аргументи во однос на сето на што комитетот смета дека недостасува нивните инвестициски планови, така што и тие компании, пак кажам некаде околу 35, односно 36 поточно, ќе имаат можност да бидат дел од одобрените средства за реализација на првиот инвестициски циклус во рамки на оваа мерка, така што ги охрабрувам и сите оние кои што во текот на денешниот ден ќе добијат писме за известување од фондот со коментари, внимателно да ги разгледат и да достават свој придонес кон истите. Во однос на историјата на аплицирање, она што е исклучително важно е дека 76% од овие компании кои што денеска добиваат финансиски средства се нови. Значи до сега не се појавиле во ниту една од програмите на фондот, ниту пак аплицирале. Тоа значи дека семејството на фондот се проширува и понатаму. 15% се претходни апликанти кои што аплицирале, меѓутоа не добиле финансиска поддршка. Тоа значи дека дел од компаниите сме ги поттикнали, сме ги охрабриле да повторно ги достават своите инвестициски планови, дел од нив веќе ќе добијат финансиска поддршка, и само 9% се компании кои што во некои од претходните програми веќе користеле средства од страна на Фондот за иновации и технолошки развој. Вице-премиерот спомена структурата на апликантите, согласно и структурата на домашната економија, значи 33% микрокомпании, 60% мали и само 7% се средни компании. Подсетувам дека во рамки на првиот циклус, на овој повик, големите компании не беа подобни за учество, меѓутоа тоа е една од работите кои што ќе ги смениме, како што го најавив на минатата пресконференција, една од работите за кои што веќе дискутираме и за кои што се веќе поместени во новиот предлог правилник кој што наредната недела ќе го доставиме до влада, е дека овозможуваме учество и на големите компании со своји инвестициски проекти. Мала статистика во делот на побарувани износи, како што гледате, значи од рамки на вкупниот износ на средства кои што фондот ги доделува, имаме 20 милиони денари одат во микрокомпании, некаде околу 70 милиони во мали компании, некаде околу 16 милиони денари ќе завршат како наше учество секако во средните компании. Со тоа што, она што исто така многу важно е дека имаме веќе
интересен податок во делот на просечниот износ на инвестициите кои што ќе ги реализираат компаниите по структура, односно по големина. Кај микрокомпаниите некаде околу 690.000 денари изнесува просечниот износ на одобрениот проект, кај малите компании тој износ е веќе 1.300.000 денари, кај средните компании износот се зголемува на некаде околу 2.670.000 денари. Дополнително уште еден елемент каде што ќе интервенираме веќе за вториот циклус, а тоа е значително ќе ги зголемиме максималните износи до кои што компаниите ќе може поднесат инвестицијски план до Фондот за инновации и технолошки развој, така што првиот циклус на овој инструмент може да го сметаме како некој вид на пилот, на една нова програма која што се надевам дека ќе реализираме и во наредниот период. Во делот на распределбата по индустриите за прв пат би кажал во рамки на повиците кои што ги реализира фондот, IT индустријата не е доминантна, че само 10% од проектите доаѓаат од IT индустријата, очекувано веројатно 21% се проекти во делот на здравството, 14% се проекти во делот на продажбата, трговијата и дистрибуцијата, значи оној сегмент на трговија кој што го зборуваме постојано, машинската индустрија 11%, па IT, угостителство и така натаму. Така што потенцирам дека прв пат во последниве 3 години, а и претходно 2 години, значи вкупно 5 години од како фондот реализира јавни повици, IT индустријата не е доминантна во структурата на средствата кои што се доделуваат. Важен податок, бидејќи споменав дека прв пат пилотиравме критериум, односно поттикнавме поголемо учество на компаниите, односно се обидовме да поттикнеме поголемо учество на компаниите од планските региони кои што се недоволно развиени. Зошто? Бидејќи постојано во сите јавни повици, во сите резултати се провлекува една константа, тоа е дека Скопскиот регион нормално учествува со 2/3, па понекогаш и повеќе во структурата на компаниите кои што ги финансираме. Распределбата на планските региони во рамки на овој јавен повик е следна. Значи, Скопскиот регион паѓа веќе по 2/3, некаде 56%, Источниот регион 13%, Југоисточниот 10%, Вардарскиот 8%, Пелагонески 6%, Полошки 3%, Североисточен 3%, Југозападен за жал ниту еден. Кога ќе ги споредиме овие бројки со структурата на вкупното портфолио на фондот, значи, доколку во вкупното портфолио на фондот компаниите од Скопскиот регион учествуваат со 62%, во рамки на овој повик тоа е веќе 56%, Источниот регион од 9 расте на 13, Југоисточниот од 6 расте на 10, Вардарскиот од 6 расте на 8, Пелагонискиот мал пат, меѓутоа Полошкиот расте од 2 на 3, Североисточниот од 1 на 3, Југозападниот за жал паѓа на 0%, меѓутоа се тоа покажува дека со вистинско презентирање, односно проектирање на самите критериуми, сме успеале да поттикнеме дел од компаниите од, ајде да кажеме, попасивните во предприемачка смисла региони, да размислат, да поднесат своји предпроекти и очигледно да добијат можност да реализираат своји финансиски средства. Ќе го потенцирам она што го каже вице-премиерот, секое работно место, секоја компанија, било каде, дали во Скопје, дали во најоддалечената точка од центарот на главниот град, е подеднакво важно. Така што со овој пристап овозможуваме овој практично да се спроведе. Втората важна работа која што беше во рамки на овој јавен повик пилотирана, повторно ќе кажам, поттикнување на поголема застапеност на компании кои што ги или се раководени од жени или се во собственост на жени предприемачи. Како што гледате од бројките, 52%, повторно прв пат се јавува во рамки на јавните повици кои што ги реализира фондов изминатиот 5 години, значи мнозинство од компаниите се или во собственост или управувани од жена предприемач, 48% се во собственост или управување на мажи, во однос на вкупното портфолио на фондот. Само 33% досега се компании кои што се управувани или во собственост на жена, за разлика од 52% во рамки на постојниот повик. Тоа покажува дека има значителен пораст на оваа бројка. Повторно кажувам, оваа политика ќе продолжи и понатаму. Во делот на работните места во рамки на овие 87 компании, 1296 наши сограѓани нивни семејства, значи ќе имаат можност и понатаму честно да си реализираат своето право на пристојна екзистенција. Она што е важно, како што споменав, и сите оние останати компании кои што стигна во последната фаза на евалуација, ќе имаат можност, доколку достават соодветна аргументација, да бидат дел од
од оние компании кои што ќе обезбедат финансиски средства во рамки на овој повик, тоа значи дека овие 1296 работни места, моје очекување дека до крајот на овој јавен повик веројатно ќе бидат зголемени бар за 20, односно за 30%. Што следи понатаму? Важна напомена, бидејќи ово го зборувавме и на минатата пресконференција, значи веќе направивме врз основа на податоците кои што ги добивме, бидејќи спомена 2000 компании довашни, изразија интерес за користење на оваа мерка. Еден дел од нив се охрабри, достави инвестициски планови, другите повторно кажувам. Дел од нив веројатно размислуваат, дел од нив им треба дополнително охрабрување да влезат во една фаза, односно направат премин од фазата на преживување кон фазата на заздравување, односно на развој. Направивме едно истражување кое што го презентиравме пред неколку недели, кое што е достапно на нашата веб страница, меѓутоа кое што ни помогна малку да ја модификуваме оваа мерка. Така што ја само ќе споменам дека во соработка со вице-премиерот Битики, најверојатно од текот на следната недела ќе доставиме наша иницијатива до владата за измени делумни на оваа мерка. Ќе видиме нормално од фискалните капацитети на државата дали ќе може да се реализира како дел од четвртиот пакет или ќе бараме други средства за финансирање. И тоа она што е важно е врз основа на спроведена анализа и консултации со домашниот приватен сектор, направивме неколку интервенции во самата мерка. Меѓу другото, како што споменав, ги зголемувам износите за финансирање, бидејќи поголем дел од компаниите кажа дека едно од важните елементи за охрабрување, односно за носење на одлука за инвестирање, секако износот кој што го доделува државата. При тоа напоменувам дека кофинансирањето останува како задолжителна обврска и компаниите нема никаква забелешка од тој аспект, така што во делот на микро, мали и средни компании биде зголемување на износите на финансирање, односно ќе биде предложено од наша страна. Прв пат после подолго време ќе ги вратиме големите компании како подобни за аплицирање. Имавме една мерка во 2018 година која што беше успешна, меѓутоа од тогаш наму немаме мерки во однос на големите компании. И исто така во делот на повратот на средствата направивме мала калкулација и модификација повторно согласно барањето на компаниите, меѓутоа при тоа го задржуваме принципот дека немаме бесплатни пари, односно сите овие пари кои се доделуваат согласно успехот на компаниите ќе бидат секако предмет на поврат, односно уплаќање назад во буџетот. Повторно кажам, сите овие работи, односно делот на плановите ќе биде предмет на разговор со вице-премиерот и со владата во наредните денови, така да ја се надевам дека ќе имаме доволно финансиски капацитет во држава, оваа мерка да ја видиме како дел од четвртиот пакет. Благодарам. Ви благодарам на обраќањето. Време е за новинарски прашања. Дел од новинарите не следат онлайн. Први се Алф Тања. Повели. Прашање во директорот, рековте пари за излез од кризата, односно за убложување на негативните ефекти. Може ли конкретно да ми кажете зашто конкретно една компанија ги користи овие пари? Дали може би за дигитализација, за полесна достава, полесен транспорт на производи и слично? И уште едно прашање до вице-премиерот Битики. Дали досни четвртиот пакет мерки се добива впечаток дека прво се чекаше нели новата влада, па беше најавено дека ќе биде до крајот на оваа недела, па премиерот вели до крајот на следната. Синдикатите од друга страна притискаат на итни мерки. Еве и денеска од ССМ побара директна поддршка на плати, со тоа што помошта ќе се дава директно на сметките на работниците и целосен мораториум на обврските кон кредити што ги има, кој може одговор на ова прашање. И трето исто до Битики, дали во новиот пакет на мерки или можеби во ребалансот на буџетот ќе се определат пари, ќе се определи буџет и ако е определен колкава сума ќе изнесува субвенционирањето на вработувања по етничко основа. Додаме прса. Во однос на првото прашање, благодарам за прашањето. Многу едноставно, значи во рамки на сите овие 87 проекти кои што ги објавуваме денеска, значи активностите се типизирани. Значи имаме нормално, како што видовте од самите сектори, пред се имаме дигитализација во делот на продажбата, меѓутоа имаме доста голем број на компании кои што вложуваат во набавка на нова технологија. Имаме добар дел од компаниите кои што вложуваат во воведување на посебни заштитни мерки во рамки на производството, што ќе им овозможи не само да го продолжат производството, туку и да зголемат својата продуктивност. Имаме дел од компаниите кои што работат.
на развој на нови продукти или услуги. Така што листата на компании мислам дека веќе е достапна, ако не во текот на денот ќе биде достапна со кусопис на инвестициите кои што се реализираат, меѓутоа станува збор за инвестициска поддршка. Значи не станува збор за субвенционирање на плати, делот на плати дури е фокусиран исклучиво на луѓето кои што ќе бидат ангажирани на реализација на самите проекти и тоа е ограничен како дел од буџетот. Така што грото од средствата завршуваат или за набавка на нова технологија или воведување на заштитни мерки во делот на производствениот процес или на развој на нов производ или услуга кој што компаниите сметаат дека е подобен, односно е конјунктурен согласно сегашните услови на пазарот, така што станува збор за инвестициска поддршка, не станува збор за субвенционирање. Благодарам. Благодарам на прашањата. Првото прашање беше и се однесуваше на четвртиот пакет на економски мерки и дали достигме. Ја тврдам дека не достигме. Процесот на креирање на мерките каков што го имаме воведено да биде целосно инклузивен и со вклучување на сите чинители бара време. И секако треба да разбереме дека за секоја една мерка има различни показатели. Ние зборуваме со синдикатите, зборуваме со работодавачите, зборуваме со стопанските комори, со обичните граѓани, за да увидиме навистина како ќе биде најдобро да секој еден денар, кој што мислам дека сите се согласуваме дека не ги имаме во изобилство, ќе треба на најадекватен начин да се адресира, тоест да отиде тамо кај што во следниот период адекватно ќе се справиме. Ние се подготвуваме за еден период од годината во кој што очекувањето на светско ниво е дека ќе имаме нов бран, кој што може да има и нови поголеми последици во стопанството. Показателите укажуваат дека ако вториот квартал беше тежок, дека во третиот квартал работите се подобрија, затоа што имаше едно целосно олеснување не само во Македонија, туку и пошироко, зборувам во економски смисол, но укажувањето кажува дека четвртиот квартал ќе биде клучниот квартал за надминување на економската криза, да кажеме, во 2020 година. И затоа мерките ќе бидат подкрепени со законски акти. Ние немаме вонредна состава за да они бидат подкрепени со уредби со законска сила, туку со законски акти и ќе дојдат навистина во моментот кога на стопанствениците, на граѓаните, на работниците им е потребно и тоа ќе биде тогаш кога навистина е потребно. Сметам дека со сите подготовки кои што ги правиме, веќе сме при финализирање. Секако дел од тој сегмент е ребалансот, затоа што треба да утврдиме колкава е количината на средства кои што располагаме, а при тоа да не направиме штета во секако планираните буџетски расходи за кои што мора да се направат. По однос на вашето прашање за субвенционирање по етничка основа, ние тврдиме дека во време на справување и заживување на секоја една економија, поддршката треба да биде еднаква, треба да има еднаков пристап и третман и во принцип компетентноста и професионалноста на кадрите е клучно, а не друг критериум. Затоа што ние, знаете, со самата нова програма укажавме дека ќе се бориме за една нова развојна македонска економија, во која што компетенциите, професионалноста и продуктивноста е на прво место, а другите различности секако се битни, затоа што живееме во општество во кое што концептот на еднакво општество не е концепт само на хартија, туку тој го живееме и ќе го градиме. Ви благодарам. Тања, дали може би имаш дополнителни прашања или... Да, ви одговорите дали со ребалансот на буџетот или дали во новите мерки ќе има одреден буџет, одредена сума за оваа мерка? Мислам дека пристапот и на претходната влада која што се водеше од страна на истите коалициони партнери и сега е ист.
дека секој еден граѓанин кај нас е еднаков и добива еднакви можности и еднаков третман. И навистина мислам дека е неблагодарно да целиме да денарите, парите кои што ги даваме, се делат по етничка основа. Прашањето ќе биде одговорено со подпрашање. Дали навистина на едно болно дете ќе треба да кажеме дали тоа болно дете е по етничка припадност албанец, турчин или македонец, па така да ги даваме по клуч. Ако одговорот е да, тогаш заедно ќе го креираме тој модел. Но мислам дека во едно општество во кое што сакаме да градиме општество, правично и праведно општество, сметам дека тоа треба да го забравиме. Единствен пристап би требало да биде пристапот во кој што средствата, јавните средства, ќе стигнуваат на висина таму кај што е потребно. Ви благодарам. Може да преминеме на следниот медиум, Сител, Ирена Чачкова. Ирена, повели. Дали може би има првични проценки колку пари би биле потребни за да се спроведе мерката за етничка застапеност во приватните фирми? Нема таква проценка, ние правиме проценки колку ќе бидат средства потребни за да се задржи секое едно работно место во овој период. Ви благодарам. Ирина, дали имаш дополнителни прашања? Ти благодарам. Андреја од Алсат. Андреја, повели. Го спомнавте можниот ребалансот кој што во наредниот период не очекува. Прашањето ми е дали се довидува во прашање и кроењето на државната каса за следната година, имајќи во предвид дека ние сега институциите, министерствата треба да си ги прават една дополнителна анализа за кои средства да им бидат скратени. Министерот за транспорт веќе најави дека одредените наменените пари за Белјаковско Куманово проектот ќе бидат пренаменети, а и министерот за финансии посочи дека постои во моментов една микроанализа на капиталните инвестиции кои што можеби ќе се скратат. Прашањето ми е дали институциите се подготвуваат и веќе доставуваат средства од буџети за следната година, имајќи во предвид дека веќе ни е строкот, уште 3 месеци имаме за носење на ребаланс, доколку би се случило до крајот на месецот, меѓутоа и за кридење на буџет за следната година. Да, двата процеси паралелно се одвиваат. Едно е ребалансот и евентуалното предлози од страна на ресорните министерства и другите институции за потребата до крај на годината за да се сервисираат сите нивни расходи, тоест услуги кои што ги имат, и второ планирањето за следната година. Тоа што е одлика и на ребалансот и планирањето за следната година е дека во принцип би сакале да на крај на годината не ни се случи, како што е историски познато, ни се случува да ни требаат средства, но на крај на годината испаѓа дека не можат 100% да се потрошат средствата. И затоа трошиме малку повеќе време во процесот на ребаланс, затоа што, кажав, за нас во овој кризен период секој еден денар е важен. Да направиме ребаланс кој што навистина ќе ги одземе таму кај што не е возможно заради X причини да се спроведат сите планирани активности, за да тие адекватно се дадат во поддршка на економијата и поддршка на чинителите кои што навистина имаат потреба во овој период оваа година. Секако веќе е започнат така наречениот буџетски циркулар во кој што институциите го пополнуваат за планирање за следната година и мислам дека тој се одвива како што секоја година, но со една значителна промена, а тоа е дека планирањето за следната година мора да биде засновано на реални можности за спроведување од самите институции на буџетот кој што ќе го добијат, а не вообичаено како било минатата година, така ќе биде и следната година. Така да и двата процеса паралелно одат и мислам дека ќе наскоро со двата ќе имаме многу појасна слика. Ви благодарам. Андреја, дали може би имаш дополнителни прашања? Да, само да се надоврзам. Ова на крајот што го споменавте, барањата на институциите, предлог буџетите кои што ги ставуваат, значи дека овој буџет ќе биде поразличен од претходните носени, односно дека реално ќе има доста барања кои што може би биле отфрлени во зависност од тие што ќе може да се реализираат
во кој ќе бидете вие 100% сигурни? Предпоставувам заради кризата која што во моментов ја имаме. Па да, има различни фактори. Мислам дека кризата е очигледен фактор, дека во доста институции не може некои работи да се реализираат. Еве само земете го примерот на одредени средства во образование. Кога имате затварање на училиштата, веќе од март, одредени средства кои што биле планирани, секако не може да се реализираат, или за транспорт на ученици и така натаму. Значи, во секоја таква институција има одредени буџетски расходи кои што не можеле да се реализираат. Следната година ја планираме со текот на показателите кои што ги имаме од оваа година. А ако утврдиме дека онлайн учењето ќе продолжи цела учебна година 2020-2021, најверојатно така треба да се прилагодат и институциите во образование, или пак во култура, или пак агенциите кои што се директно погодени. И затоа тврдам дека ваков пристап сме немале, затоа што сме немале ваква криза. Прилагодувањето е нормален, како што денеска имавме можност да слушнеме како компаниите се прилагодуваат и државата и институциите мора да се прилагодат на новиот начин на работење. И затоа велам, структурата на буџетот следната година ќе биде поразлична од структурата на претходните години. Благодарам. Ви благодарам. Имаме уште едно последно прашање за денеска, кое што стигна писмено од Саши Ивановски Мактел. Вели, како може централната власт да им помогне на општините да создадат поволен бизнис амбиент за брз економски раст? Пример, вели, во Кратово нема економска зона каде би се граделе фабрики, нема стартап центар, нема зона за градење куќи, нема дури можност за издавање на соби за туристи преку букинг, општината не дава дозволи за тоа, значи целиот економски раст е стопиран. Како ваквите општини да се помогнат со совети и активно дејство на терен? Може ли државата преку подрачните единици да делува? Може ли владата да донесе одлука во секој град да има економска зона, градежна зона, стартап центар и можност за мини сместувачки капацитети преку букинг? Да, мислам дека е интересно прашање и благодарам на новинарот кој што не свртува на реалните проблеми. А како е да го направиме подобар животот не само на централно ниво, не на регионално, туку и на локално ниво. И мислам дека половот одговорот е во прашањето, а тоа е дека државата, владата креира механизми, креира предвидливо деловно вкоружување, креира или овозможува раст за целата територија, тоест на централно ниво, и затоа се различните стратегии и различните пристапи. Во принцип, ние креираме на национално ниво политики, креираме на регионално ниво, но со процесот на децентрализација, креирањето на политики на локално ниво е оставено на единиците на локална самоуправа и затоа они имаат вообичаено план за локален економски развој. Секако, ние се обидуваме затоа што решавањето на проблемите и на граѓаните не може да се остави само на единиците на локална самоуправа, се обидуваме преку централните механизми да интервенираме. И таков беше еден од примерите денеска со поддршката која што доаѓа од Фондот за иновации и технолошки развој. Укажавме како се обидуваме со еден механизам на централно ниво да адресираме одредени проблеми кои што се проблеми на регионално ниво и понатаму на локално ниво, затоа што колку повише дисперзираме помош надвор од Скопскиот регион како еден од најразвиените региони, така повише се добива можности и во другите региони. Јас знам дека местото кое што се посочува спаѓа во еден од регионите кој што статистички е најпогоден и со најнисок GDP per capita, но навистина правиме напори да политиките укажат дека креираме можности и натаму. Ние секако ние можеме да укажеме да единиците на локална самоуправа отворат економски зони. Ние отвараме на ниво на држава и тие се во ингеренција на државата технолошки и индустријски развојни зони во сите региони. Дистрибуцијата на инвеститорите се прави
на ист таков начин. И ние само холистички, ако гледаме и пристапиме на решавање на проблемите, веројатно ќе можеме да дојдеме до решенија, но тоа не може преку ноќ да се направи. И затоа сметам дека е процес во кој што сите заедно, дали се тоа единици на локална самоуправа, дали се тоа граѓани во одредени општини или во одредени региони и луѓе од централната власт, заедно треба да работиме, да извадиме тоа што е најбитно. Можеби, јас тврдам дека економските зони не се единствениот механизам за да се потикне развојот. Затоа што вие имате предприемачи, имате стартапови, кои што не им треба ни зона, им треба само добра инфраструктура, друга инфраструктура, за да они покажат дека знаат и умеат како да донесат економски развој. Ви благодарам. Директорот Деспотовски, мислам дека сакаше да дополни уште нешто во одговорот. Повелете. Јас само ќе напоменам една работа што е важна, прашањето е апсолутно на место, заради тоа и го воведовме критериумот дополнителна поддршка за компаниите кои што доаѓаат од помалку развиените плански региони. Дел од компаниите тоа го искористи. Значи, системски пристапуваме кон проблемот, системски наоѓаме решение. Втората работа која што сакам да споменем, уствари уште една најава. Тоа е согласно еден договор кој што го имаме веќе извесен период, го подготвуваме заедно со UNDP, че во наредните неколку денови треба да се финализира еден проект со кој што ќе им помогнеме на неколку пилот општини, помалку развиени, во делот на дигитализација на јавните услуги кои што се наменети не само за граѓаните, туку и за деловниот сектор. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека системски ќе пристапиме во делот на зајакнување на капацитетите на општините, во соработката и во поттикнувањето на деловната активност. Че јавниот повик го подготвуваме, пак кажувам, таргетиране кон општините, 5 пилот општини се избрани кои што повторно кажувам се помалку развиени, кои што ќе имаат можност да воведат дигитални алатки со кои што ќе се олесни функционирањето на компаниите во предметните општини. Се надам дека тоа ќе се преслика понатаму и на територијата на целата држава, така што со ваков тип на мерки ќе продолжиме и во периодот што следи. Благодарам. Ви благодарам, а вам ви благодарам што бевте дел од оваа пресконференција. Ви посакувам убав остаток од викендот. Пријатно.